Почитувани гледачи, се враќаме во отвореното студио на 1 ТВ, како и во претходните неколку вклучувања, така и во ова лајт мотивот за гостите кои што ги викнавме, трагедијата која што се случи вчера вечер кај селото Ласкарци и тоа колку се безбедни патиштата во Македонија. На оваа тема ќе разговараме со Зоран Велков од јавното претпријатие Државни патишта и Борче Сарџовски од Македонија Пат. Добре дојдовте во отворено студио на 1 ТВ. Вака, господине Велков, во каква состојба се патиштата низ државата? Значи, државните патишта во Република Македонија редовно се одржуваат согласно програмата и договорот кој што го имаме со јавното претпријатие Македонија Пат. Сам патиштата се во добра состојба и зависно од периодот во кој што се наоѓаме. Значи, чисти се вози по суви коловози, така да патиштата се безбедни за сообраќај. За причините за сообраќајната несреќа, тоа треба одговор на тоа да даде Министерството за внатрешни работи, меѓутоа вие како претпријатие кој што управува со државните патишта, каде евентуално може да ја лоцирате вината? Значи, она што се случи вчера вечер е трагедија која што верувам дека никој во држава не може да остане равнодушен. Во моментов е неблагодарно да се шпекулира со било какви информации од аспект на тоа кои се причините за самата несреќа. Релевантните институции, мислам дека во државата сепак работат на лоцирање на самите причини и до нивното изјаснување, како и експертизата која што се врши врз самото возило. Не би можеле да кажеме каков е и кој е причинител на самата несреќа. Да. Господин Сарџовски, вие како јавно претпријатие Македонија Пат ги одржувате патиштата во државата. Видовме вчера како се случила несреќата, дали тој дел од патот бил одржуван како што треба? Да, јавното претпријатие Македонија Пат согласно законот за јавни патишта, значи исклучува договор за одржување за секоја година, така да и оваа година 2019 донесена е програма за одржување на државните патишта. Програма во која се состои од неколку дела во дело на одржување и тоа периодично или инвестиционо одржување на патната мрежа, зимско одржување, редовно и останати работи. Сега, токму во овој период, значи, Македонија Пат го извршува зимското одржување и тоа согласно годишен акционен план, кој исто така е донесен заедно со јавното претпријатие за државни патишта. Македонија Пат и изминатиот период одговори на задачата во делот на зимското одржување и последниот бранш што беше зафатен, точно дека имаше во вечерните часови ограничување на движење на товарен сообраќај, но веќе во утринските часови, благодарејќи на успешната работа на вработените, се успеа да се обезбеди нормален сообраќај. Ќе ја довршите мислата, извинете, само ми информира дека почнува пресод во градската општа болница 8 септември. Предлагам со видео и слика да се префрлиме таму да видиме што точно се случува. Немата? Добро. Добро. Ајде. Може? Само 5 секунди. Може. Може. Да. Вак, значи, сегашната состојба на повредените од вчерашната несреќа, состојбата бројчено, значи бројката е таа како што ги претходно спомнавме од поранешните изјави. Имаме некои промени, да кажеме, во одделот за инвазивно лекување, значи
плюс двајца пациенти се качени од одделот од траума центарот на одделот за инвазивно лекување заради обсервација. Значи имаме некое лесно, да кажеме, промена на крвната слика, меѓутоа се во под контрола и се префрлени за по-конкретна обсервација на тој одделот за инвазивна лекување. Еден пациент заради кој што имаше една повреда на градниот кош, торакална траума, претходно синоќ беа поставени 2 торакални дрена и заради влошување во смисол на отежното дишење беше поставена механичка вентилација и за по-добра контрола, обсервација од торакален хирург беше транспортиран на клиника, клиника за Карил, за реанимација и анестезија. Иначе, во одделот за во шок соба моментално имаме двајца се на механичка вентилација со неуротраума и двајцата нови пациенти кои што ги качивме од траума центарот и едната пациентка која што е екстубирана, претходно што и беше извршена оперативна интервенција спленектомија, односно вадење на слезинката, таа е во стабилна општа состојба. Значи во критична состојба се четворицава пациенти? Во моментот во критична состојба се двајцата што се на механичка вентилација со неуротраума, а другите двајца што се качени се за обсервација. Значи да бидат под контрола се прават некои додатни испитувања, крвна слика, компјутерска томографија, некое нагло пореметување на крвната слика во моментот нема, меѓутоа ситуацијата треба да се следи будно. Останатите во каква состојба? Останатите се во добра општа состојба, се сместени, како што рековме, на број 20 и колку му доаѓа 28, распределени се во одделението за траума, нешто има на абдоминална хирургија, али се во добра општа состојба. На која возраст се претежно пациентите? Дали станува збор за млади лица? Па возраста е од 15 годишна до 53 годиште, тоа е околу, како му доаѓа? 65-6 години, тој е најстариот пациент. Во главном се млади луѓе. Има ли потреба клиниката, болницата за додатна потреба од крв и така натаму? Да, тоа имаше некои мали луѓето нормално се јавуваат да помогнат во овие вакви, да изразат солидарност. Меѓутоа во моментот ние ги имаме сите потребни крвни групи и во моментот немаме некоја потреба од некоја специјална потреба за некој пациент од некоја крвна група. Нашиот оддел за трансфузиологија е во контакт со Институтот за трансфузија и мислам дека има добра соработка. Се јавуваат многу бројни граѓани, голема благодарност до нив, што сакат да изразат својата солидарност, своето право да дадат крв. Меѓутоа се овие можностите за дарување на крв ни се ограничени, така да се прераспределени со соодветни списоци. Во текот на следниве денови секоја крв е добро дојдена. По моментот немаме проблем со крвните деривати. И може ли уште еднаш да резимираме колку се вкупно хоспитализирани и колку во критична? На интензивна се моментално 5. Од нив се двајца на механичка вентилација, тројца се на обсервација. Едниот од нив, од тие тројца е извршена рано наутро оперативна интервенција, направена е спленектомија или вадене на слезинката, а другите двајца пациенти, едниот е на 15 годишна возраст, вториот на 40 годишна возраст, е од одделот качени се денес попладнето за обсервација, за така по детална обсервација. Али како ќе се развива клиничката слика кај нив двајцата во текот на ноќта ќе бидете известени.
Сега за сега се во стабилна состојба. Како вие како болница се снаоѓате, имате ли доволно медицински тимови? Па да, благодарение на тимовите се појачани, значи се дуплирани и средно медицински персонал и докторите со соодветните специјалности. Има постојано дежурни, има доктори кои што доаѓаат на повик, ги контролираат болните, се враќаат. Значи јас можам да кажам само да им се захвалам на таа голема пожртвувана што особено ја покажа во оваа тешка ситуација што се случи од вчера, еве денес вториот ден. Мислам дека нема некој проблем, имаме добра соработка со клиника, во секој момент доаѓаат доктори од таму. Ја мислам дека ќе биде се во ред. Докторот дали ќе даде некоја изјава? Он е дежурниот доктор. Мислам абдоминалец. Име и презиме ако може да. Да, јас сум доктор Кадри, дежурниот хирург денеска во градската општа болница. Мислам информациите се тие што ги даде директорот, само на моето дежурство префрлени се двајца пациенти од оделението за травматологија во, значи оделението за интензивна нега. И двајцата се стабилни, значи се надеваме дека ќе заврши лекувањето без оперативен захват кај пациентите, префрлени се ради интензивниот мониторинг кој може да се пружи во тоа оделение. Останатите информации се така тие, да. Еџевит Кадри. Да, ги видовме изјавите на директорот на градската општа болница 8 септември Христијан Костов и на дежурниот доктор, односно дежурниот хирург во овој момент во болницата, кои што ги споделија последните информации кои што ги имат. Накратко да резимираме, 5 од повредените се на интензивна нега, 2 пациенти се префрлени на травматологија поради лесна промена на крвната слика, 1 пациент со повреди на градниот кош поради отежнато дишење е ставен на механичка вентилација. Инаку директорот потенцираше дека повредените се на возраст од 15 до 65 години. Ние да се вратиме на муабетот за безбедноста на патиштата во Република Македонија. Господине Сарџовски, доколку ја запамтивте мислата, може да продолжиме. Да, благодарам. Како што спомнав, значи сега во моментов јавното предпријатие Македонија Пат е во одржување на зимското одржување, согласно годишниот акционен план. Поставена е потребната механизација и задачите се извршуваат успешно. Како податок би дал дека од почетокот на зимското одржување, негде од месец ноември до денеска, на патиштата се посипани приближно 20.000 метри кубни ризла, камен агрегат и 17.000 тони сол. Тоа е материјал кој беше складиран на пунктовите што ги поседува Македонија Пат и истите материјали, сутоварни средства, се товараат во возила кои вршат интервенција и се посипуваат коловозите заради обезбедување на безбеден сообраќај. Значи можете да замислите за каква бројка станува и тоа се должи сепак на залагањето на вработените на Македонија Пат и покрај проблемите со кои се соочуваме, успеваме да обезбедиме безбеден сообраќај. Еве, како податок и ова би го спомнал, да минатата година ја имаме завршено успешно со фактот што реализирана е целокупната програма која беше подпишана со јавното предпријатие за државни патишта. Но и покрај ова што го спомнав, да во моментов сме во зимско одржување, екипите на Македонија Пат поставени на пунктовите вршат одржување и на останатата патна опрема. Исто така се вршеше и крпење на ударните дупки. Целокупната опрема исто така редовно се одржува и конкретно еве за случајот би спомнал дека на овај дел на местото каде е случајна незгодата, значи немаме некои пречки од аспект на коловозот или слично или патната опрема. Значи се работи за некој друг. Да. Господин Вилков, ако не се лажам, овој патен правец Скопје Тето беше и рехабилитиран пред извесен период. Да, значи со договор преку јавна набавка извршена е рехабилитација на патниот правец Скопје Тетово и Тетово Скопје во другиот правец. Рехабилитацијата заврши во октомври минатата година.
така да целокупниот значи површината на коловозот е во одличен состојба. Јас имам само едно прашање до господинот Сарджовски. Во однос на одржувањето на патиштата, вие споменавте на кој начин како се одржуваат во зимскиот период. Меѓутоа, колку пати годишно, бидејќи претпоставам дека исто така и во летниот период се одржуваат, колку пати годишно вршите одржување? Да, значи, јас конкретно сум раководител на подружницата Автопат, која врши одржување на автопатната мрежа од граничниот премин Табановци до локалитетот Стоби, како и обиколницата на град Скопје. Значи, нашето одржување на овој дел од автопатот е секојдневно во прва смена и во попладневните часови имаме дежурна служба која врши исто така контрола на целокупната делница. Значи, како што реков, ние вршиме редовна замена на патната опрема, она која се оштетува. Би напомнал еве конкретно околу оградниот систем кој е најкарактеристичен за делот на автопатот. Значи и минатата година оние средства што беа планирани во програмата целосно се искористени. Извршена е замена негде на околу 7 километри оградна мрежа и еве и еден апел до населението и до граѓаните дека еве до какви последици може да дојде со оглед на тоа што имаме појава на кражби на истото, така да во голема мера се загрозува безбедноста на сообраќајот во тие делови. Тоа би. Заштитната ограда. Колку би можела, видовме дека во овој случај не дала големи резултати. Значи, колку би можела да биде таа заштитна ограда корисна? Конкретно, значи оваа еластична одвојна ограда е поставена со самата градба на автопатската делница Скопје-Тетово, а ние на оние места каде што има појави од оштетувања од удари од сообраќајки, вршиме редовна замена и исклучиво со материјали кои одговараат на стандардите пропишани за таа намена и Дали според европските стандарди? Да, според европските стандарди и набавките се вршат со јавен повик, каде што имаат право на учество сите овие фирми кои произведуваат таква опрема. Меѓутоа, сепак за да се сруши таа ограда, сигурно требало да со голема брзина да се вози, мислам, возилото. Вие конкретно што сметате во однос на ова? Па добро, сепак да оставиме да се изјаснат околу овој случај, а или видно е дека тука постоеше ограда, така да не би имал друго да коментирам. Околу сигнализацијата, хоризонтална, вертикална, на овој дел од патниот правец Скопје Тетово поставена ли е? Уште не ги знаеме причините, се споменува и прекорачена брзина и други причини. Дали е сигнализацијата во ред, дали се што треба да го почитува возачот е ставено како патна сигнализација во овој дел? Значи, патната сигнализација е поставена согласно проектите кои што се изработени за одреден патен правец, така што брзината која што е пропишана за автопат во Република Македонија е 130 км на час. Онаму каде што нема ограничување на брзината, можете да возите 130 на час. Секаде каде што имате ограничување, а тоа секој кој што нормално го положил возачкиот испит, треба да ги почитува тие знаци за ограничување на брзината кои се поставени од одредена причина, затоа што таму не може да се вози со таа брзина која што е дозволена максималната на автопатиштата. Сега во конкретниот случај гледам дека дискутираме доста околу вчерашната несреќа. Тоа е правец и во тој дел, пак велам, не можеме да кажеме, значи ќе се релевантните институции ќе кажат што се случило, со која брзина се движал автобусот и дали е тоа причината за несреќа. Вие сте постојано на терен. Ова место каде што се случи несреќата не е црна точка? Не. Дали во близина има тука црни точки, еве да им презентираме малку на гледачите на кои делови, каде од државата треба да внимаваат, бидејќи тие црни точки веќе децении наназад во Македонија не можат да се искоренат? Значи, црните точки се места каде што прво називот црна точка во самата регулатива не постои, иако ние знаеме и ги нарекуваме оние каде што најчесто се случуваат.
Црните точки треба да се добијат од повеќе фактори, а тоа е најчесто колку сообраќајни несреќи има, што ги предизвикало сообраќајните несреќи, дали возачот, дали људски фактор некаков, или се работи за возилото, или пак е предизвикано од самите параметри на патот. Во моментов, јавното претпријатие за државни патишта има отворено постапка за надминување на 8 црни точки. Добро. Во процедура е значи тендерската давање и изборот на изведувачот. Овие црни точки, 8 црни точки препознаени, треба да се санираат до септември 2019. Методите по кои што се доведени се ова, значи самото препознавање беше изработено преку една студија со консултанти од надвор, надворот за Република Македонија, и понатаму ќе се продолжи со вакви проекти, значи за отстранување на црните точки. Да. А точно, Иван, на која локација, ако може подетално да ни кажете, каде се наоѓаат тие? Една од, да кажеме, најопасните е село Враниште, после Струга. Тука се работи за државен пат низ населено место. Место каде што од двете страни на патот, од едната страна е училиште и црква, од другата страна се маркети, така да има голема фреквенција на пешаци, посебно деца, и има случаи на повредени, а и загинати, посебно млади. Од тие причини таа е црна точка избрана, предвидени се мерки за намалување на брзината, бидејќи возачите не се придржуваат кон сигнализацијата поставена. Значи не можеме да ги тераме да ја успоред само со тоа што имаме поставено сигнализација дека е 50 км на час низ населено место, така да ќе се оди кон елементи за намалување на брзината на самиот коловоз. И има уште неколку карактеристични, да речеме, мостот, Мелнички мост кај Дебар, кон центар Жупа, исто една раскрсница, манастирот Бигорски. Рача. Имаме, да, тоа е кај Рача, значи има повеќе се, али тие се, имаме една која што е карактеристична, значи на патот А2 кон Крива Паланка, кај селото Ругинце, тука господин Саржовски може да потврди, значи иако редовно се одржува зимската служба работи, има големи навеви на снег. Не е само кога, значи само кога врне снег, туку и во текот на денот кога со ветер се нанесува на самиот коловоз. Тука ќе се направи првпат во Македонија интервенција со снегобрани, кои што ќе спречат навев на снег. Да. Господин Сарджовски, Македонија пат велите дека проектите кои што ги спроведува според европски стандарди. Меѓутоа, од она што можеме да го видиме, патиштата во Македонија се далеку од стандардите поставени во Европа. Кога можеме да очекуваме ние патишта во нашава држава кои што по целост ги исполнуваат европските стандарди и ќе бидат многу по-безбедни за сообраќање од тоа што се сега? Може и двајцата да дадете одговор на овој прашање. Па добро, јас ќе повторам дека ние програмата за минатата година успешно ја завршивме. Јас ветувам и се надам дека и оваа година исто така ќе ја реализираме во целост програмата, она што е нашата задача. Инаку јас ќе повторам, значи сите материјали и опрема со која вршиме замена и поправка, значи се исклучиво со стандарди кои се бараат и во целост набавката се врши на тој начин со јавни повици, така да тука немаме никаква забелешка од страна и на инвеститорот. Инаку и нашето работење ќе спомнам дека се контролира од надзорни органи поставени од јавното претпријатие, така да никакви забелешки. Едино е веќе искористам прилика повторно апел, значи она како што рековме, да учесниците во сообраќај да си ги почитуваат сообраќајните правила, посебно поставената сообраќајна и хоризонтална сигнализација, и верувајте дека од долгогодишното искуство и присутноста секојдневна на автопатната мрежа,
Значи голем дел од сообраќајките настануваат и од невнимание, така да во голем број би се намалиле во колку се почитува сообраќајната сигнализација вертикална и хоризонтална. Да. Велков? Значи, само во годината која што престои, јавното предпријатие за државни патишта има во план, односно веќе се во тек избор на изведувачи, а со некои веќе се избрани и ќе се подпишани договори, ќе се рехабилитираат 600 километри од патната мрежа, од државните патишта и нивната рехабилитација ќе започне со првите временски услови кои што ќе го дозволат тоа. Исто така во соработка со Македонија пат предвидуваме рехабилитација на уште 100 километри од државните патишта. До сега вакви проекти со оваков обем, мислам дека немало. Она што е карактеристично и од аспектот... Кога би требало да се завршат целосно овие 600 километри? Овие 600 километри нормално не може да се работи секаде во исто време. Би ја затвориле патната мрежа во тој случај. Меѓутоа, во текот на годината, што значи дека асфалтирањето може да се изведува некаде до ноември. До ноември. И дали може да донесеме заклучок дека тогаш Македонија ќе има европска патна инфраструктура? Или повторно ќе бидеме далеко од таа цел? Секако дека и самата изградба на патиштата и овако е нешто што еволуира во овако. Така да ние се трудиме да ја достигнеме Европа, а секогаш ќе има се подобри и подобра патна мрежа. Она што го применуваме во последниве години е да сите проекти кои што се изработени за изградба или реконструкција на патиштата, покрај онаа обврзна ревизија која што се врши најчесто на градежниот факултет, сега за сите тие патишта се врши и ревизија од аспект на безбедност на патиштата, така што сметаме дека на тој начин ќе се зголеми безбедноста во секој случај. Би можел да кажам уште и дека во текот на оваа година веќе се избрани изведувачи за санација на 6 моста од државните патишта, а во иста оваа година ќе се извршат и изработка на техничка документација за реконструкција и санација на повеќе мостови. Да, време е да го привршиме овој разговор. Ви благодариме за гостувањето и за информациите кои што ги споделивте со нас и со нашите гледачи. Почитувани гледачи, сега би сакал повторно да се навратиме на дело тоа што се случуваше денеска конкретно во Гостивар, каде што беше одржана комеморативна седница во општината, на која што свое обраќање имаше премиерот Зоран Заев, председател Ѓорги Иванов и градоначалникот на општина Гостивар Арбен Таравари. Предлагам да видиме дел од нивните обраќања на комеморативната седница, па повторно се враќаме во отвореното студио. Ја споделуваме големата болка со сите вас. Душата не боли за секој згаснат живот. Тоа се и наши сограѓани, тоа се и наши деца, беа и наша надеж. И тагата е заедничка. Зборовите за утеха во вакви моменти тешко се наоѓаат, зашто нема утеха за срцата кои тагуваат посаканите. И дојдов да ви кажам дека загубата е ненадоместлива, но не сте сами и нема да ве оставиме сами. Духовно сме со вас и ќе бидеме секако со вас. А ќе бидеме со вас и во иднина. Преземаме обврска да помогнеме на семејствата со возможното и за тоа лично ќе се заложам. Исто така како влада и како надлежни органи, ве уверувам дека ќе сториме се за да ги расветлиме причините за трагичната несреќа. Како лекар по професија, во мојата работа околу 20 години сум видел многу болка. Но никогаш и ништо не може да се спореди со оваа трагедија која е
седната со вкрстени нозе во нашиот град. Никој не знае кои биле нивните последни мисли, но никој од нив не знаел дека ќе го загуби животот во еден ден како вчерашниот, кога се враќале во својот дом. Болката им останува на тие кои преживеаја. Болката останува наша. Уште еднаш ќе се враќам на 14 жртви. Го молам Господ да ги прости и да ги прифати што е можно поблиску. Се молам за да ги зајакнеме членовите на нивните семејства. Молете се за нас, молете се за гостива. Тешки се деновите кога искажуваме сочувство на роднините, пријателите, бидејќи сопраќајките се настани кога некој ни ги краде тие што ни се најмили. Кога некој умира, знаеме дека тоа е неминовно во животот, доаѓа смртта. Но кога се случуваат вакви настани, тие се уште потешки и поболни, затоа што тие што сме ги очекували да дојдат дома, никој пат не пристигнале. Затоа во овие моменти на тага, треба тагата да ја споделуваме и да помислуваме на живите и како да им укажеме утеха, како на најблиските да им помогнеме да ги пребродат овие најтешки моменти во нивниот живот. Да, инаку ги слушнавте изјавите, а сега исто така продолжуваме понатаму, односно исто така и министерот за здравство рано утринава ги посети повредените кои што се наоѓаат во болницата 8 септември, па во продолжение прилагам да ја погледнам и неговата изјава како и на дежурниот на травматологија кој што вчера веднаш по несреќата го предводел тимот. Станува збор за Ридван Бајрами, па во продолжение следуваат овие изјави. Во овој момент во болницата 8 септември има 4 пациенти кои што се во одделот за интензивна нега и се во критична состојба и уште дополнителни тројца пациенти во клиничкиот центар кои што се во одделот за интензивна нега, во кои што у текот на ноќта се изврши хируршка интервенција и тие се утрово во критична состојба. Искрено се надевам дека овие 7 пациенти ќе ја надминат оваа криза и дека понатаму ќе го продолжи лекувањето надвор од интензивната нега на соодветните одели. Ноќеска се оперирани тројца пациенти на скопските клиники и една пациентка тука во 8 септември. Во овој момент овде во болницата 8 септември се лекуваат 29 пациенти, во клиничкиот центар на 6 пациенти и 20 пациенти се во Тетовската болница. За кратко време ние бевме организирани во ургентен центар. Скоро за неколку минути да кажам дека 90% од персоналот беше во болницата. Веќе после така околу 5, не можам сега да сетам, после 24 часа тука работа, почнав да ги примам во ургентен центар тешки повредени, политрауми, над 30 повредени. Значи заедно 30 минути или сат време може да кажеме дека таа бројка веќе беше донесена во ургентен центар. Сите беа примени, сместени, почнала со диагностирање, со испитување, дополнителни испитување. Во така полноќ веќе имавме една интервенција, спленектомија, внатрешно крвање на една млада особа. Крвањето е стопирано, пациентката сега е релативно добра. Видовме дел од изјавите на министерот Венко Филипче и дежурниот на травматологија Ридван Бајрами. Инаку, нашата колешка Искра Печеска од утрово е на терен, таа беше и на местото на несреќата каде што се преврте автобусот во кој што животите ги изгубија 14 македонски државјани. Таа успеа да сними и очевидец на целиот настан, односно еден од првите луѓе кои што заедно со своите синови со возила пристигнал веднаш кај автобусот и успел да излече неколку од починатите и повредените. Повредените секако веднаш со свое возило ги однел во градската општа болница
8 септември, каде што веднаш им била укажана лекарска помош. Предлагам да ја видим изјавата на очевидецот и на еден од хероите кои што учествувал во спасувањето на повредените, а потоа повторно ќе се вратиме во студиото. Слушав од куќата и стигнев за 1 минута со возилото и на брат ми детето. Имаше многу повредени луѓе, млади од Скопје што се вратија за Гостивар. И возачот на автобус што се превртел тука беше на самото место у асфалтот. Јас му дадов првата помош на возачот. Дојде до свестување и го покачив во моето возило. Со моето возило и уште 6 души сум ги превезел. До војна болница беа живи, многу беа измачени. Таква слика не сум видел. Да видиш луѓе што живи и не може да ги извлечеме од автобусот, тоа најлоша слика. Инаку, сите 14 лица кои што ги загубија животите во сообраќајната несреќа кај ласкарци се идентификувани. Јас би ги прочитал нивните имења и професиите со кои што се занимавале. Ајден Исмаили е жител на Гостивар кој работел како туристички водич. Зоран Давидовски, роден 1981 година, вработен во град Скопје од 2011 на повеќе раководни позиции, а од 2014 бил и раководител на секторот за сообраќај. Потоа Раметула Абдурахими работел како административец во главниот град. Јовица Трпевски, 27 годишен, кошаркар на кошаркарскиот клуб од Гостивар. Онур Садику, 19 годишен студент на медицинскиот факултет во Скопје, чие семејство живе и работи во хрватскиот град Пореч. Бесим Камбери од гостиварското село Сенокос, вработен исто така во Скопје. Бобан Аврамовски, студент на факултетот за дизајн и мултимедија на ФОН. Павле Костовски, вработен во Организацијата на потрошувачи на Македонија. Трпана Јаневска од Гостивар. Валдет Хамити, роден на 1989 од Дебреште. Есат Емрули од Гостивар. Бейза Узеири од Банјица. Бесим Фетај од Врапчиште и Дејан Ристовски, вработен во Народната банка на Република Македонија. Инаку, Елена, имаме подготвено и прилог од колешката Нина. Да, така. Јас само да напоменам накратко дека еве како што спомена и ти Антонија, значи ова е навистина црн ден за Македонија, односно во жалост е целата нација, а поготово семејствата на повредените и оние кои што ги загубија животите во оваа трагедија. А по трагедијата исто така се јавија и јавните личности на социјалните мрежи кои што го изразија своето сочувство. Па во продолжение предлагам да го погледнеме прилогот на колешката Нина Славковска. По вчерашната трагедија, во која животот го загубија 15 патници, откако се преврте автобусот на автопатот Скопје-Тетово, на социјалните мрежи постојано се споделуваат пораки со сочувство за настраданите во несреќата, а жалат и познатите личности од нашата земја. Повеќето од нив на социјалните мрежи ги заменија профилните слики со црни ленти, слики на свеќи што горат или едноставно само со црна фотографија. Пејачката Каролина Гочева го одложи концертот кој беше закажан за на 15 февруари. Таа преку социјалните мрежи го напиша следното. Вечерва сме сите во мислите со семејствата на настраданите и повредените во денешната трагедија. Многу тажен ден за Македонија. Искрено сочувство напиша и Слаткар, Игор Џамбазов, Лила Филиповска, Ирина Ристич, Дани Димитровска и многу други јавни личности. Македонија е во црнила, сочувство за семејствата на загинатите. Се молам за брзо закрепнување на повредените. Едно сме, или нека им е светол патот, нека почиваат во мир. Сочувство на семејствата на загинатите во оваа огромна трагедија. Се само дел од пораките што ги напишаа познатите. Закажаниот концерт на 16 во сабота го одложи познатиот пејач Жејко Самарџич, кој преку видео порака изрази сочувство кон целиот македонски народ. Драги мои македонци, želim само да вам кажем да sam u ovom tužnom trenutku uz vas i koristim priliku da
svim porodicama nastradalih izjavim iskreno saučešće. Ги видовме и реакциите од познатите личности по однос на вчерашниот настан. Инаку, колегата од спортската редакција Слагјан Ивковиќ подготви прилог токму за Јовица Трпевски, еден од починатите во сообраќајната несреќа кој што беше кошаркар во кошаркарскиот клуб Гостивар. Предлагам да ги видиме деталите и од неговиот прилог. 25 годишниот кошаркар на второлигашката екипа на Гостивар, Јовица Трпевски, е меѓу 14 загинати во среотната автобуска несреќа на автопатот Скопје-Тетово. Поради ова, управата на Гостивар побара одложување на престојната завршница од Купот на Македонија, која требаше да почне од петок во Гевгелија. Трагичната вест за нивниот член ги потресе луѓето од клубот, а директорот Бали Сеити во разговор за 1 ТВ изрази соочувство до семејствата на сите загинати и благодарност до Федерацијата за пролонгирање на купот. Ситуацијата ја примивме со големо жалење и тага за 14 починати загинати патници во автобусот, меѓу кои е еден член на нашата екипа. Настапува за втората екипа во втората лига и сакам да им се заблагодарам на сите што се солидаризираа со нас, посебно на сите клубови што требаше да настапат во купот, кои што беа заедно со нас да се одложи купот за да се игра во некои подобри времења, пошто сега не е време за Очекувано веднаш од Македонската куќа на кошарката одговорија со одложување на престојната завршница од купот. Најпрвин месец април го најавија за нов термин, а потоа уште еднаш известија јавноста дека датумот на одигрување ќе биде дополнително одреден. Големите ривали, но пак пријатели надвор од кошаркарските тренери се заедно во тешките моменти со кошаркарскиот клуб Гостивар за нивниот трагично починат млад член Јовица Трпевски. Со прилогот на колегата од спортската редакција Слагјан Ивковиќ го затвораме овој трет последен блок кој што го водиме јас и Елена. Елена, време е да се одјавиме. Така е, Антонио, значи тука како што спомена и колегата завршува третиот блок отворено студио 1, а сега, односно за 15 на минути, следуваат вонредните вести со почеток во 18 часот со колешката Елена Джугуманова, и само да напоменам дека и денеска повторно трагедијата ќе биде во фокусот на денешните вести, односно на денешната програма на телевизија 1, и само исто така уште една информација, тоа дека денеска и утре е ден на жалост во Македонија. Ние тука се одјавуваме.